Благодарам, колега Мисовски. Постави пратеничко прашање до премиерот Заев, кое гласи вака. Кон крајот на август сте оствариле средба со господинот Мајк Штрауметис, познат како Биг Мајк, а пратеничкото прашање беше дали дел од темите на разговор беа и можни законски измени за огледување и продажба на канабис во Македонија, а добив одговор кој што е навистина општ, неконкретен и остава простор за сомнеш зашто навистина се однесувала оваа средба на премиерот Зоран Заев со светскиот преварант Биг Мајк. Во својот одговор, премиерот Заев напоменува дека во Македонија светот и Европа препознаваат извонреден потенцијал за оваа индустрија и оттаму интересот за средби за соработка кои доаѓаат од сериозни и докажани инвеститори во оваа област. И нема ништо друго наведено, ако е што беше прецизно прашано во пратеничкото прашање. Ќе споменам една работа. За средбата Заев Биг Мајк дознавме од Инстаграм профилот на контравезната личност Биг Мајк. Средбата не беше објавена од службата за односи со јавноста, како што досега се случувало. Ќе ве потсетам, во август 2018 година премиерот имаше средба со Фатмир Зимбери, кој што има лиценци за сендвичарите на КФЦ, и се отворија две сендвичари во Република Македонија, кои што имаат отприлика околу 20 вработени, но таа средба беше пропратена со соопштенија, камери, известување, изјави, фотографии од сите медиуми. Средбата со Биг Мајк беше на 27 август, некаде во доцните ноќни часови. Бизнисменот стигнал со својот приватен авион, а од владата немаше никакво соопштение. Во меѓувреме дознавме од самиот Биг Мајк дека тој најавува дека разговарале со премиерот Заев, дека е воодушевен од потенцијалите на државата и дека во следните 2-3 години би се отвориле 30 до 40 илјади работни места во бизнисот со одгледувањето и продажба на дрогата марихуана. Доколку се знае дека блиски на фамилијата Заеви имаат фирми МАМ Свети Николе, Фарма Медија и други фирми кои што имаат свој плантажи во Свети Николе и Валандово и дел од акциите во плантажата кај Карбинци, моето дополнително прашање е дали со Биг Мајк разговаравте конкретно за вашиот приватен интерес во овој бизнис или разговаравте за некои други проекти кои што би овозможиле 30 до 40 илјади работни места, зошто не ја известивте јавноста, туку беше како тајна средба, што е толку тајно од оваа средба и на крајот, зошто вие како премиер не обзнаните колку ваши блиски роднини имаат фирми со канабис и дали истите ви иницираат измени на законот за продажба на марихуана во државата и надвородна. Благодарам.